Добар ден и добродојдовте во денешниот подкаст во кој што ќе зборуваме за лицата кои што имаат диагноза мултиплекс склероза, каков е начинот на живот и како се соочуваат со предизвиците кои што ги носи самата диагноза и како функционираат во секојдневниот живот. Денешни наши гости се Александар Маринковски и Бобан Србиновски, лица на кои што им е диагностицирана мултиплекс склероза од која возраст? Бобан, да започнеме со вас. Првите симптоми беа на 27 годишна возраст, па на 28 ми диагностицира со отпусно писмо диагноза Г35 мултиплекс склероза. Дефинитивно. Да. Кажете ми, кои беа почетните симптоми? Значи, што се случи со вас, што не беше вообичаено до тие 26 години, бидејќи знаеме дека периодот во кој што почнува да се откриваат некои симптоми се од 20 до 40 години, сега веќе по ново време и порано почнуваат симптомите, односно да се открива болеста. Кажете ми, кои беа вашите првични симптоми, кои што ве натера да поидете да видите што се случува? Првите симптоми беа чудни, кочење на рацете и на нозете во интервали од 3 до 5 секунди, што никогаш не би ме асоцирало на мултиплекс склероза, иако до тогаш не бев ни запознаен со таа диагноза. Тоа ме натера, подолго време се влечеше, да речем, на некој начин се одвиваше тоа кочење на рацете и на нозете, што го занемарував, но сепак сакав да ставам некој акцент на состојбата да видам што се случува. Почна поинтензивно да се јавува. Траеше повеќе, например, во одење, наеднаш ќе ми се закочи телото и застанувам. Тоа ме чудеше, морав да тргнам некаде да проверам што е причината поради тоа. Александар, кај вас како започна и на која возраст ја добивте диагнозата мултиплекс склероза? 30 години имав кога ми почна. Ми почна со слепило на едното око. И отидов прво по очните доктори и еден од очните доктори ми кажа дека толку беше спремен докторот дека е симптом на МС и јас веќе знаев дека е МС, бидејќи имав во семејството лица со МС. Да. Така. И веќе беше ме јасно тоа. Така да и... Затоа што обично се, нели, во литературата се уште не е познат факторот кој што е предизвикувач практично да се развие, меѓутоа еден од факторите ја кажуваат и генетската форма. Да. Бован, кај вас дали имаше во семејството претходно лице со мултиплекс склероза? Како мултиплекс не, тоа се води како автоимуна болест. Дали некој во семејството имал претходно некое автоимуно заболување? Да. Сигурно би имал некој, знам дека моите родители сега се со диабетис. Можеби таа нивна автоимуна состојба се префрлила кај мене или кај па да се некој ген, практично е непознат факторот. Кажи ми, каков ти беше животот пред да ја добиеш оваа диагноза за МС? Како изгледаш? Пред диагнозата бев подинамичен, поактивен, побрзо го живеев животот. Сакав се да пробам да искусам, не се исклучував од ништо. Што после диагнозата се сменија тие работи, некако спласнав, се смирив. Инаку квалитетот на живот би можел да кажам дека има промени, но не драстични. Се трудам да го пресликам во новата, во старата ера, ако можам да ги крстам на некој начин. Има ли разлика сега пред и после Разлика како изгледа? Има, огромна разлика, само се трудам барем другава страна да направам да биде и таа среќна колку може. Колку што може. Александар, кај вас како беше пред диагнозата? Дали исто вака бевте активни? Дали после тоа ќе зборуваме, дали ве ограничило нешто откако добивте ваква диагноза? Па да, имам некои ограничувања, но тоа според мене не се многу значајни, бидејќи се наоѓа начин како да се постигнат сите работи што сум ги правил претходно. Спортувавте, правевте нешто, секако дека можеби активноста ви била поголема, меѓутоа не ве спречило сега. Играв ракомет,
со тоа што не беше тоа причината која Да се престанав, престане, бидејќи малце нели подоцна сум диагностициран и она што го правев пред диагнозата, па мислам дека го правам и сега, да. Значи има некои отстапки од тоа, не во целост можеби, ама се трудиме. Ама нема класична бариера што е, да речеме, диагнозава да ви е пречка во нештото да го извршувате или да функционирате. Кажи ми, Александар, бидејќи нели зборуваме и да ги мотивираме и лицата кои што се заболени од мултиплекс склероза, да им кажеме ете нели кои се симптомите, на што добро внимание. Кажи ми, кога се постави диагнозата, не само од физички аспект, затоа што знаеме дека има најразлични форми на мултиплекс склероза, кажете ми повеќе од психолошки аспект, колку кај вас тоа што предизвика и дали предизвика некаков тип на ментална бариера, затварање во себе, повеќе да истражуваш за болеста, да барате некаков вид на поддршка? Кај мене такво нешто немаше. Лично? Да, лично кај мене немаше такво нешто, бидејќи јас бев доволно запознаен со болеста, и затоа можеби и многу брзо го поминав тој момент на прифаќање на болеста, бидејќи од искуството што ги имам слушнато кај други луѓе многу тешко се прифаќа тој момент. Јас дали ви требаше, бидејќи зборувавме и со психолог кој што работи конкретно во однос на поддршка на лицата со мултиплекс склероза, дали вам ви требаше некаков тип на психолошка поддршка? Затоа што верувам, бидејќи сте имале веќе таков случај во семејството и семејството било запознаено и адаптирано и вам би било конкретно полесно. Меѓутоа лично дали се чувствуваше дека ти треба некаков тип на психолошка поддршка? Мислам дека јас немав потреба, бидејќи не знам сега. Добив таква некоја сила, да, и веднаш си ја прифатив се адаптиравте, знавте, да. Да, и си функционирав со нејзе. Очекував цело време нешто да ми се случи, да се влоши состојбата, ама тие влошувања како што доаѓаат, така и со знаеше како да се адаптираш на нив? Па да, ама ете така, едноставно имав таков пат каде што се враќаа состојбите на првично ниво. Така, бидејќи знаеме дека заболувањето може да направи нели прогресија во однос на некои симптоми. Да. Ама како што кажав, бидејќи имав таков случај, можев и да ги упатам докторите и брзо да дојдам до диагноза. Так. И мислам дека тој момент на брза реакција и навремена, брза и навремена реакција е многу битен за сите, со што се од мојбети што правам со лица со МС, ако подоцна е интервенирано или подоцна дојдено до диагноза, тие први нарушувања што се потешко се враќаат. И се продлабочуваат или како нефункционалност или некакви промени. Првото оштетување најтешко се враќа. Се враќа. Бобан, кажи ми дали тебе ти требаше психолошка поддршка со оглед дека Александар веќе бил запознаен со состојбата, како изгледаше твоето прво соочување со тоа дека имаш мултиплекс склероза и дали имаше некакви размислувања што правам сега, што понатак? Немав такво размислување што понатака, но позитивно ја прифатив состојбата, од кои причини не знам, можеби затоа што не бев запознаен со длабочината и тежината на истата. Лесно ја прифатив, лесно се соочив и ден денес јас со диагнозата се однесувам како со другарка, како пријателка најдобра и двајцата сме во се заедно. Јас кога ќе треба ќе попуштам, кога ќе треба од неј забарам да попушти на некој начин, за да може да ги поминеме секојдневните уврски. Да се функционира, да. Кажи ми, вака во однос на тоа, еве сега убаво го начнавте и тоа, никогаш е добро да се знаат некои работи, меѓутоа никогаш и
не е во ред премногу да се чита. Ова што го кажа ти, да речеме, ете, не си ја знаел диагнозата, меѓутоа претпоставам дека со текот на животот се запозна, затоа што Александар веќе го имал примерот. Научи, така, научи за што Почнав станува да читам и збор, да истражувам. научи кои се... Првото што најдов беше начинот на Кочници. исхрана. Ете така. Го променив начинот на исхрана од почетокот и имав некои подобрувања, но тоа е неизлечива болест. Секако дека Апсолутно, и затоа, нема да се да, оздрави, да може би ми адаптирате. одговарало тоа на почетокот, ама со тек на времето и со прогресиите кои доаѓало и до некои Промени. инвалидитети, да, промени. Тоа што можевме да го заклучиме, мислам и ви од вашиот разговор, многу е битно да си го слушаш телото и ова што го кажа ти, да функционирате взаемно, да ја осетиш болеста кога е, да речеме, кога сака нештото да прогредира или да се минува како симптом. Кога е изморена, дека или треба кога да е е одмори. изморена, да. Кажете ми, затоа што стресот е клучен фактор за појава практично сега веќе на многу болести од 21. век, меѓутоа и за други, да речеме, состојби, веќе се истражува и откриено дека стресот е некаква основа. Знаеме дека мултиплекс склерозата, односно лицата кои што имаат оваа диагноза, кај нив стресот е клучен фактор да има или да не речам подобрување, меѓутоа позитивен и негативен стрес. Ајде да почнеме со негативниот стрес и дали има кај вас, Александар, да речеме, промена на состојбата кога се соочувате со негативен стрес и како успевате да го изменаџирате? Па ке мене да, мислам дека и кај сите Кај и тоа сите. тоа е единствено нешто што е најголем непријател на диагнозата. И мора да се научат луѓето како да го менаџираат тој стрес. Едноставно ништо да не земаат при срце, бидејќи секој стрес е само Капка. капка во чашата што ќе се Ќе прелие се преле. и Кажи ми Ги кои интензивира техники... симптомите, ги Да, прави во поактивни. однос збориме за негативниот стрес. Да. Кажи ми, например, имаш ли се случува или сега сите ни имаме стрес, меѓутоа кај тебе ти го осеќаш во однос на промена на некој симптом и например имаш ли некои техники или начин на тоа како да го намалиш, како да ги смениш, да речеме, негативните во позитивни мисли? Техника на длабоко дишење, имавме психолог кој што соработува со лицата со мултиплекс склероза, таа ни кажа дека начинот на размислување кај некои луѓе мора да се смени, нели? Така. Негативното да го претвориме во позитивно и да не гледаме што ни смета, туку што можеме да адаптираме. Дали имаш ти лично таква техника и Бобан и за тебе исто тоа важи? Доколку не може да влијаеш на работата да се промени, тогаш треба да ја прифатиш. Така. Протокол доктор имаме што не води, од него научив доста како да го прифатам тој негативен стрес, тоест како да помине низ мене, а да Со не психолошко советување, со психолошка ова е поддршка. друг. Така. Психолошката поддршка беше друга, протокол доктор Ова е е друго. Добро. Да. Протокол докторот ме научи само како да Канализираш? да го одложам, да, тој стрес мора да помине. Имаше една реченица вика ако куќата гори, гори, ти не можеш ништо да направиш. Со голи раце кај него ќе прифаќај стресот како Так. удар. Така. Ме научи на доста работи и психолошката поддршка беше многу добра. Во оваа прилика да искористиме да поздравиме Наташа. Билја Наташа, да, и А, благодариме. Таа ни даде голема поддршка и начинот на промена на мислите, како да ги размислам. Имав многу да речам Како негативен фокус не негативен примери што ги дадов, што ми кажа како да ги променам мислите за да не мислиш вика на тоа што ќе биде лошиот дел од целата ситуација, Так. смени се мисли на во позитивниот дел моментот и како би да изгледал. се реши. И кога ќе се направи тој свич, таа промена, и да, навистина тренуваме на подобар пат. Ајде негативен, а позитивен стрес како изгледа? Што имаме и убави нешта, радости, вие функционирате, имате семејства, се случуваат Иста убави тежина има. работи. Иста тежина Иста има. тежина, позитивен стрес. Позитивен стрес е исчекувањето. Треба да се оди некаде, како ќе се облечам, како ќе изгледам, како ќе се качам во кола, како ќе стигнам до таму, све ми се одива по план. Значи, што и да правам ја, испланирано ми од точката на Од почеток тргнување. до крај. Копчето како ќе го закопчам, дали ќе можам да затворам. Тука е многу важна поддршката од дома, сопругата ако не е, Ето така. она ми ги копчињата, што да преса, тој е Тоа сакам да ве прашам следно.
Многу е битна некогаш и поддршката од семејството. Вие сте добар пример за едниот кој што веќе семејството знаела како тоа изгледа, меѓутоа кај тебе домашните не биле запознаени со тоа. Александар, дома како се прифати веста, да речам дека и ти ја имаш оваа диагноза и дека ти ќе живееш, односно ќе во текот на целиот живот ќе ја носиш МС. Домашните потешко ја прифати од мене. Ама бидејќи и они беа запознаени дека поддршката ја имаш од семејството, немавте некои бариери, претпоставувам. денеска. Кај тебе како беше? Кај мене ме гледаат дека јас сум цело време позитивен. Позитивен. Мора и они да бидат позитивни. Како прифатиле, не знам, нема ни да дознам, така мислам барем. Знам дека им е тешко, ама пред мене не покажуваат. бариери, Не, немаше ништо, имаше секогаш. Прифатено е затоа што јас сум реков, чим јас ја прифатив, ве молам и вие ја прифатете. Так. Не можеме против тоа. Да Апсолутно. се смени не може ништо. Кажете ми што значи да се живее со диагноза мултиплекс склероза? Ова е тешко прашање. Јас сум поранешен каратист. 15 години тренирав карате, бев активен во тој дел од спортот и како е да се живее, јас го замислувам како борба со замислен противник. Со тебе а не ја гледаш. Не знаеш кога и каде може да ти даде Во кој момент ќе удар, нападне? да, што неочекувано може да влие врз нешто. Врз нешто. Александар, кај вас како е да се живее со оваа диагноза или оваа состојба, да кажеме? Имате ли вие замислен противник? Имам пријател, имам противник. Не го земам како противник. Јас многу голема придобивка осетив кога почнав да одам во црква, кога почнав да ги практикувам, да ги држам сите православни пости. Кога болеста ја земам како искушение, Так. и дека ова ми е еден крст што треба да си го носам цел живот. И дека неговата големина е соодветна да. за тоа што ти можеш да го... Големината е соодветна колку Так. што можеме да носиме и дека Господ секојаш ќе не избави од она што не можеме. Так. Кажете ми само, кога ја имавте диагнозата, нели, кога се постави, дали го имавте она размислување зошто баш мене? Зошто мене ми се случи? Тоа е најлошото прашање што би можело да се постави, зашто баш мене. Затоа што имаме Пак со позитивен такви став јас би искуства, го да. споредил тоа. Зошто баш мене? Затоа што јас сум тој одбраниот што можам да се носам со диагнозата. Так. Затоа што сум позитивен и што ќе можам да пренесам кај другите на некој начин енергија позитивна, тие што имаат истата состојба МС, да може да примат мојата енергија за да продолжат понатаму. позитивно искуство, да. Не е се Не треба негативно, само не е обвинување, лошо. затоа што Ние сме одбрани дека ние можеме да носиме таа диагноза и ние можеме да се соочиме со таа диагноза. так. Тоа е причината зашто имаме МС. Зошто се случило, так. Значи тие нови диагностицирани и тие се одбрани. Так. Имавте таква нека стигма? Не, предпоставувам. Едноставно се случува како што спомна и... Не, и онако ќе прашаме зошто баш мене. Тоа мене се, Затоа што се само во случува- Македонија Так. 1500 луѓе, 1600 Ето така. или во светот неколку милиони луѓе. Не си сам. во Не никој си сам случај. во ниеден случај. Се живее со мултипла склероза. Не е дека е многу ризична, критична. Има и полоши состојби. Луѓе Так. ги губат животите на различни начини. Денес на улица ќе помене ќе го удри автомобил или срцев удар, мозочен, се може да се случи. Така да не е само лошо дека имаш МС. Не е се црно. Имаш и бела МС воред, страна, так. прифати го тоа, крени ја главата и продолжи понатаму. Так, во однос на работните обврски и секојдневните обврски, секако начнуваме тука со прашањата, секојдневното функционирање ме интересира со општеството. Семејството е едно, нели, во потесниот круг, во општеството. Кога ја добивте диагнозата, дали веќе знаевте дека има здружение
за мултиплекс склероза, дека може да се приклучите кон него, дека функционира таа психолошка поддршка. Дали имавте веќе сознание дека можете да бидете дел од нешто и да имате таква поддршка? Збориме од туги искуства, затоа што велиме дека личниот пример е секогаш нели добре дојден за другите. Не знаевме дека има здружение и дека мислевме дека не се дружат луѓето со МС. Так, сега знаеме дека се дружат, дека имаат поддршка и дека споделувате Треба да се ли? дружат. Да, и треба, Треба, значи тоа. како нели. Меѓутоа кажете ми, споделувате ли, еве колку е значено, затоа што литературата е едно, го зборевме и со господја Наташа тоа во подкастот за психолошка поддршка, литературата е едно. Вие секако нели земате одредени медикаменти кои што ќе ја прогресијата на болест или на симптомите ќе го забават или да речеме ќе стагнира. Меѓутоа литературата е тоа. Кажете ми личните искуства споделени вие некому, да речеме, пошто сега нели ова го правиме за да дадеме една порака дека треба луѓето да го прифатат и дека не се сами и дека имаат конкретен пример од некого и поддршка. Личниот пример како изгледа? И дали сте имале контакт со... Сите сме различни, сите сме со различни симптоми. 100 луѓе, 100 различни видови, типови. Можеме само да се кажеме, да се споделиме што ни е тешко, што ни е мачно. И другиот само кога те сослуша и ќе те разбере. Најважно е разбирањето од другата страна. Так. Тоа е најважниот дел, да. И да се сподели искуството, затоа што без разлика на се, можеби се уште имаме лица кои што допрви ми ја диагностицираат мултиплекс склерозата и Секоја година допрва се по 80 души се ново диагностицирани 80 секоја година. И сега верувам дека тие исто како нас биле во состојба да не знаат што понатака да прават. Так. И мислам дека со приклучување кон здруженијето или дружење повеќе со лица со МС, повеќе ќе осознае околу болеста, И полесно ќе се адаптира, отколку да се затвори во чек. Лутање е да во Google да бараш. интернет Апсолутно, уште да. Затоа што не се што пишува можеме да го земеме. Искуствата од другите се не. по... Личните искуства можеме да Порелевантни, кажеме дека се релевантни и дека е многу подобро да дојдат и да го споделат тоа за да побрзо се Што никој не знае адаптираат. на какви податоци ќе најде на интернет, дали е тоа нешто. Лошо искуство може би. Лошо искуство, да. А човекот нема никогаш да стигне до тоа нешто. Така. Секој си мисли дека неговата состојба е најтешка или ќе биде најтешка. И е најтешко. Реално да. за него. За него, затоа што рековме има различни Различни, форми, да. каде што не секој така Ама може да неговото функционира. мислење е дека ќе биде многу лошо во иднина. А тоа може никогаш да не Да не Може се да биде на случи. подобро, не е... Так, може да биде и во една, да речеме, ремисија, каде што фазата на болеста, меѓутоа е многу убаво да се слушне Така, да. од лица кои што веќе го имаат Да тоа се споделат како- искуства, размена, да има Така. да се запознае да повеќе. знаат дека не е се црно, нели? Да, покрај- Дека има адаптација и дека има начин. Еве, ајде кажете ми во однос на иднината. Не само лично, туку и, ете да речеме, општествено, така строго ќе звучи прашањево, меѓутоа, дали ве плаши иднината? Дали имате стравови за иднината и кои се тие? Баш поради ова се одлучив и да посетам психолог, затоа што имав страф од иднината. Што ќе биде Кој за праша? 20 години така. од сега? Како ќе изгледам јас? Кој ќе биде мојот инвалидитет? До кој степен ќе стигнам? Таму се променив и нема зашто да се размислува. Треба да се живее секој ден, се посебен за себе. Не знаеме што може да се случи утре. Значи секој ден да го живееме со полни гради и да се искористи убавината. Максимумот и Александар, ке тебе како е стравот за иднината? Јас немам Постои страф. или не? Немам страф од иднината, бидејќи сметам дека се што треба да се случи, ќе се случи. И се што ќе ни дојде треба да си го понесеме секој товар. Не може само да се плашиме од нештото и да очекуваме дека се ќе ни избере и нас ќе ни биде најдобро во животот. Се што ни е пишано, се што ни дал Господ, Ќе се случи, ќе се треба да случи, се случиме.
Епа практично стравото од незнаењето ни е еден од Од непознатото, факторите од што од исчекувањето. непознатото што не блокира и затоа и го правиме сето ова за да нели мотивираме се повеќе луѓе да не се затвараат во 4 зида, да споделуваат и да немаат страф од она непознато, да го осознаат и да знаат дека има некој што стои, што е тука за нив. Кажете ми, Секогаш има некој што Тука стои за стои нив, за така нив. да. Кажете ми вака сега, во однос на некакви активности со Сдруженијето, дали имате, дали се случуваат, во која насока се? Александра може да каже повеќе во врска со темата. Ајде. Па имаме сега имавме некој проект во кој имавме групи за поддршка и поминавме по неколку градови и имавме многу Каков беше одзивот? па одзивот не беше многу голем, пошто луѓето се уште се во стигма, се Так. срамат, се плашат дека луѓето ќе дознаат за нивната диагноза. Ама ефектот затоа беше? ефектот на тие присутните беше многу голем. Во Скопје имавме- Многу задоволни луѓе и барање за повторно Да да се се повтори, повтори. да. Дури сега и размислуваме, не мора тоа да биде така да се повтори, него да биде почести дружење на кафе, тие луѓе Собирање, да, дошле, да. Па и новите едно да се ведување. вклучат, да. Што беше во Скопје? Што имавте во Скопје? Поголем одзив имаше во Скопје, Так. мада не беше према Според- бројката во да. Скопје што е заведена, Затоа е е- малку, но имаше доволен број, не беше Так. малку. Сепак имаше одзив, ама можеби јас очекував поголем број, ама како што кажав, пошто прашувавме зошто толку малце луѓе доаѓаат, да. и луѓето секогаш ги кажуваат истите причини. Стигмат. Овој се срами, Так. овој се плаши. Што мислите, еве, вака се наметна прашањево само по себе, дали е добро околината да знае дека вие сте лице со мултиплекс склероза, значи, затоа што не секој знае, може да се случи на работно место, така вие двајцата нормално функционирате, си имате своји работни места, мислам дека нели треба да знае околината. Не треба да се срамат и да се Да. плашат да кажат дека имаат МС, од причина што не знаеш што може да добиеш како фидбек од другата страна. Така. Може би они познаваат друго лице што има МС, со друго искуство позитивно, со друга позитивна критика што би можела да ти помогне и што може да влијае врз твојата состојба како И за подобрување, понатак. да. Да. Вие во денешно време функционирате сосема нормално, тоа веќе на почетокот го Скрилив. кажавме, вработени сте и двајцата, Да. функционирате со семејства, така? Да. Како изгледа, ево да речеме, еден ваш ден работен со семејството? Претпоставам нешто не многу поразлично од секојдневните, да речам, здрави луѓе или луѓе кои што не ја носат оваа диагноза. Зависи од карактерот на човекот, Така. не знам. Да ја прашаме кај мене сопругата треба, не мене. Добро. Колку јас помагам дома и што придонесувам. Мислам дека се функционира, да. Кога ќе осетам дека не можам да станувам, ама се трудиме да ги завршиме домашните обврски. Барем околу Пошто, припремање на деца сум активен, да пренесување кај треба да се однеса, што треба да се направи. Мислам дека се издржува, се завршуваат сите обврски. Кажете ми во однос на запознавањето со ова Сдружение за мултиплекс склероза, како излезе да вие осознаете дека постои и како сега функционирате, кои се вашите идеи за понатака, колку активно сте вклучени поединечно двајцата? Александар? Па јас ќе го кажам моето искуство, јас случајно влегов во Сдруженијето, па случајно и влегов во луѓето што го формира Сдруженијето. Не постоеше претходно такво некакво здружение или во друга форма? Некое здружение со тоа што Беа повеќе здруженија во Во едно, сега е конкретно за МС. Да. Како случајно влеговте во тоа здружение? И па ме викна некој човек што беше со МС, а Так. ми е мене многу близок. Так. И така дојдов и ја сите информации од него ги Да бидете добив, вклучени. така и ова. Сега, која ми беше причината зошто влегов, бидејќи
имам повеќе луѓе околу мене што се со МС, и сакав да испитам како функционира тоа, дали доаѓа тоа на наследна линија, дали како да им помогнам на луѓето, што можам да направам за луѓето, и така почнав повеќе да се инволвирам во здруженијето, и сметам дека доста придонесуваме за луѓето. Па еви и ова, да речем, овој наш подкаст е чекор понапред за нештото да се дестигматизира, нели, ако сега сме многу повеќе отворени. Кои се плановите за иднина тебе во конкретно во однос на здруженијето или некои, да речеме, цели кои што си ги имате поставано? Па да се работи, само се работи. Друго нема. Повеќе да може да се соединиме, да се дружиме повеќе, да има достапност новите диагностицирани, да прашаат некого, оние што ги следат конкретно страната на Националното здружение, добиваат многу информации што им се потребни, што се исфилтрирани, не е Google. Да, не е било каде да прочитате, него исфилтрирани. Може да ја кажеме страната? Или спомнаме? Национално здружение за МС. Така, значи пишуваат Национално здружение за МС, Скопје, Република Северна Македонија, .mk.org и ги добиваат конкретни информации исфилтрирани така како што треба. Бобан, кај вас вклучувањето во здруженијето како изгледаш? Јас сум меѓу првите членови на здруженијето, но не сум активен како Александар. Пасивно можеби помагам на некој начин. Со здруженијето немам искуство поголемо. Иначе на почетокот кога ми се јави Ана, поради работните обврски немав можност да се приклучам во активностите на здруженијето и поради тоа не сум можеби толку како Александар што е вклучен во сета таа работа. Кажете ми, еве чисто информативно, бројката, колку лица се членови на ова здружение во моментот, да речеме? Во здруженијето се околу 304 членови, мислам дека. Со тоа што во Македонија има 1500. Тоа сака да прашам. Скопје или за цела Македонија станува збор? За цела Македонија. Што значи третина и не е така многу. Треба да работиме уште. Па сега кој сака да се зачлени, кој мисли дека ќе има некаков придобивка од здруженијето, да се зачлени да си ги олесни достапноста на информациите на некој начин, што многу опширно е прикажано на страната на Национално здружение. За сите поволности, таму има и за адвокат, за адвокатска поддршка, за психолошка поддршка, многу работи што се од корист. Ева, да речеме за крај, ваша порака за лицата кои што се соочуваат, ќе се соочат со МС, за оние кои што можеби немаат храброст да кажат да, јас ја имам таа диагноза. Можеби би звучало невкусно, јас сум таков човек, позитивен, насмеан, ведар, да се прифати со расширени раце и само охрабрувачки да се пристапи кон сета таа ситуација, да не застануваат, да се бидат отворени, да разговараат на темата, да кажуваат и на другите, да побараат психолошка поддршка. Психолошка поддршка како психолошка, со Наташа ставаме акцент на одредени работи. Психолошка поддршка може да биде и разговор со Александар, со вас, со било кој друг. Со членовите. Да се разговара, со по-спуштен гард да се пристапи. Тоа е, да бидат поотворени, самото тоа ќе им донесе да бидат посрекни, повесели, полесно да се да прифатат болеста и да се соочат со секојдневните предизвиците. Ако разговараат со некого што е со истата состојба, не мора да го држат тој гард дигнат, бидејќи тој знае дел од неговите проблеми. Или барем искусил нешто, затоа што рековме секој индивидуа со МС не е иста. И затоа ќе може полесно да се отвори, да добие совет и на крај крајава да си ги каже маките.
И да си го улесни начинот Да. на функционирање, Да. затоа што можеби едно време најде со општеството стигма, меѓутоа има лица кои што и во семејството потешко нели се прифаќа сето тоа, па можеби им треба и поддршка и во семејството да тој Точно. им објасни Да. од лично искуство на некој друг соимес како да функционираат и по дома. Така. Така. Знаеме дека постојат најразлични протоколи за лекување или третман на МС. Кажете ми ги вашите лични искуства, значи со каква терапија почнавте, како се одвива вашата терапија, дали имате и нешто дополнително кое што дало бенефит на вашата состојба? На почетокот со промената на исхраната се приложив со на тековна терапија што ми ја препиша од неврологија. Ми дадо Авонекс, тоа беше имуносупресивна терапија, се прима инекција еднаш неделно, ама многу лошо имав реакција на Како? Да. организмот, на телото. 2 дена бев во лоша состојба. Истражував, сега ќе го спомнеме Google пак, начини и видови за излекување со оваа состојба, затоа што бев лаик, не бев запознаен. Сретнував многу предлози. Убоди од пчели, менување начин на исхрана, да, алтернатива. Так. Застанав на протокол со D-витамин. Тоа дали не беше се уште достапно во Македонија, тој период не ми текнува. Снаа ми соопшти дека имала пријателка која е веќе на протокол. Така, како Јас се изгледаше тоа да заинтересирав. се воведете во таков еден третман или терапија? Стапи во контакт со докторот, неговата сопруга исто со таа диагноза и има Коимбра протокол завршено, земено диплома, тоа е бразилски протокол, Така. со лечење на високи дози со D3. Но тоа не можеме да го земеме на своја рака, да го препишеме, тој се знае колку и до Меѓутоа, каде тоа е треба да се води, стручно зашто лице треба да со се сертификат, комбинира, да. Мора да има протокол доктор. Значи, Затоа и тоа протокол сакам доктор да кажам, знае тоа е тој колку што го единици и- спомнавте протокол доктор. Во која комбинација со други суплементи оди тоа, за да се стави во мирување, да не дое до прогресија, да не дое до активирање На состојбата или состојбата на симптомите. симптомите, точно. Кажи, еве да речеме да завршиме со вашава терапија. Сега во моментот, значи вие ги чувствувате бенефитите. Имаше ли, еве, спомнавте за имуносупресивната, некакво лошо искуство? Дали има начин на адаптација? Дали се менува терапијата во, нели, секако во координација со неврологот? пак ќе кажам, тоа е кај секој индивидуално различно. Мене лошо ми влијаеше тоа, затоа и се решив да го променам тој начин. Оваа терапија е добро што немам влошување. Так. Доброто тоа го гледам, што Една нема ремисија влошување, има да. на состојбата. Затоа гледам као позитивна страна е тоа што нема влошување. Дали сум добар или лош, јас и знам. Так. Александар, кај вас какво е искуството за во однос на протоколот за МС или да речеме на каков вид на протокол или терапија бевте вие на почетокот ставени? И јас лично како Боби бев на истиот лек, со тоа што после одредено време, 4 години го примав лекот, само одлучив Како одеше неделно, месечно кај вас? неделно, Так. истиот лек, со тоа што сам на своја рака решив да го престанам и да почнам со D3 витамин, високи дози. Исто како Да, Боба, со протокол. Да. И сега мислам Сега е? дека ми е стабилна состојбата. Колку време прилека веќе? Сте на протокол и да речеме, Тоа околу 2 години сум, да речеме, стабилен. Пред да. 3 години отприлика ми беше последниот релапс. Имаше осцилации, така? Имаше релапси Да, на да. состојбата. Тоа е тоа. Сега покрај протоколот, нели? Што друго, значи се патуваме. вклучува во однос на третманот, затоа што има различни форми, а вие ги Да, знаете. Еве, од типот на посета на физикална медицина, Така, оние што имаат што има проблеми со како движењето, добро е услови? да користат Физиотерапевт, физиотерапевт, така. физиотерапевт, вежби да вежбаат, да бидат активни. Па има и други начини. И начин на спортување, да речеме, кои што
се во склоп на можностите и на функционалноста, не го ограничуваат лицето кое што Дефинитивно. има ЕМС. Дали сакате уште нешто друго, да речеме вака, во однос на третманот или бенефит од нешто што сте виделе во конкретно за ЕМС да ни Имам споделите? порака само да останат активни, Така. затоа што го имам искусено тоа. Во домашни услови, колку имам можност, вежбам. Ако заседнам да не правам вежби во одреден период, симптомите ми се покачуваат, се Се активираат, интензивираат? и осеќам како слабеам. Значи, ако не вежбам, јас слабеам. Физички, практично. Физички, со мали вежби во рамки на можностите, добиваш повеќе сила, повеќе енергија и мислам дека и со посетата на физијатар, Се одржува. да, се одржува и расте физичкиот дел. Така, значи физичката активност, стабилност, пак ќе кажеме во однос на тоа нели за каква форма се работи, меѓутоа затоа е добро за го имате здружението. Пак ќе кажеме еве со овој протокол доктор и со тие дози на D витамин може и некој друг да го има тој бенефит, Да, убаво е да тоа се е наша знае, приказна и да се секој- сподели. Да. да. Во оваа состојба секој мора да се биде одлучи индивидуално. како ќе се лекува сам. Така. Бидејќи не може ние да наметнеме да биде тоа така. Меѓутоа имате позитивно Да. искуство и добро е да се Така. се каже. Да. И во однос на соработката, да речеме, и со физијатрите, сигурна сум дека има нели физијатри кои што ја познаваат проблематиката на формите на МС и кои што ги даваат соодветните вежби, нели кај лица, да речеме, кои што имаат веќе и потешкоти и некаков инвалидитет во однос на формата на болеста, дека имате конкретно соодветни физијатри кои што ја познаваат проблематиката, им даваат соодветни вежби да се активни и функционални во рамки на можностите. Да. Многу ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека пренесовме низа пред се позитивни и охрабрувачки пораки на цело општество, конкретно за лицата кои што се заболени од мултиплекс склероза, дека не е ништо црно, дека нели има и бела страна на нештото, дека се функционира без разлика за каков тип и за каква форма на име се работи. Вие сте тука како лица кои што можете, нели веќе го имате искусено лично и кои што можете да им дадете поддршка за да можат да течат сето тоа така како што треба да тече и да не се плашат од болеста, односно како што кажа Бобан, како беше, малку да попуштам јас, па малку да попушта таа, односно да си најдеме заеднички на еден јазик, начин да. да најдете заеднички јазик. Ви благодарам многу и се надам дека се гледаме во нека друга наредна прилика за уште поубави Секако. искуства.